морам прво да кажам дека јас сум толку многу пријатно изненадена ова утро и толку многу благодарна на нашата гостинка што таа со своите раце златни, јас би рекла, изработи нешто вакво за мене. Ви благодарам на поканата, Маријана, па тоа е толку навистина прекрасно. Еве, утринска програма Македонија денес, Слободанка Илиевска. Потоа имаме утринска програма Македонија денес на ваков начин, во една убава рамка. Имаме вино со телевизија 24, каде што вели отворена програма, серии, спорт, филмови, вести. Еве, можете и самите да погледнете. Тоа е она што јас говорев, доколку времето го потрошиме на ваков начин, не ни е воопшто залудно потрошено. Така ли е, се согласуваме, Маријана? Се согласуваме. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро и на вам, ви благодарам на поканата. Чест ми е што сум ваш гостин денес. И мене верувај. И еве, вака јавно и лично да ти се заблагодарам за преубавите изработки. Навистина, мислам, може би очекував нешто дека ќе изработка некоја ќе добиеме, меѓутоа волку навистина нешто преубаво. Од се срце ти благодарам. Изработуваме, да. Времето, како што кажав, воопшто не го трошиме некаде каде што не треба, затоа што изработуваме вакви преубави, да кажам, ете, чоколади, вино, рамки за слики, секој што ќе си посака нешто може ти со твоите раце тоа да им го изработиш, едноставно да бидат вака пријатно изненадени, како што сум ова утро и јас. Имаме инсерти, така да гледачите ќе имаат можност да погледнат што ти изработуваш, мал дел од она што... Да, мал дел, затоа што постојат многу изработки досега. Како почнавме, како ти дојде и идејата и како се најде во ова? Мојата идеја дојде веќе 11 години ова го работам, значи јас. Во периодот, значи, кога не бев вработена, бидејќи нели седев дома и ми текна да така едноставно уште како малечка имав... Си беше креативна. Да, креативноста во мене се роди многу мала, бидејќи креативноста е таа нели што излегува од нас. Така. И дарбата, талентот исто така. И дарбата, да, може би нешто сум наследила од мојата мајка, значи таа знае исто така да си ги работи нели овие работи, но повеќе таа само за себе. И така уште како малечка, значи знаев да седнам, од се што е пред мене нели дарбата и креативноста е она нели што го гледаме во моментот и од тоа ни текнува нели нешто да направиме. Така да дојдов до идеја пред 11 на години, почнав да изработувам повеќе значи свадбени декорации, со тоа почнав. За невестите да бидат убави. Да, со китенки, бомбони, бидермајери, таква работа. Па повеќе до години тоа го работев, за пред околу 3 години почнав со персонализирани подароци, така да повеќе сега сум... Да, значи можеме било што и да посакаме. Еве сега се ближат... Се што ќе посакате, празниците, како што е ова што го имаме на нашата маса во моментот, вино за Свети Трифун. Ова е веќе вино за нас за Свети Трифун и навистина многу ти благодарам. Да си жива, здрава, долги години, да изработуваш уште подобри. Изработките се прекрасни, но нека биде сето тоа од година на година уште поубаво и поубаво. Љубов, еве, ти си тука каде што е моето срце. Тоа е веќе за Свети Валентајн. Ова ќе го подариме на гледачите. Ке подариме и за Свети Трифун, здравје, љубов, среќа, радост. За многу години денот Свети Трифун се приближува. Пред се Свети Трифун е нашиот празник, меѓутоа еве го превземаме и Свети Валентајн. Да, некако на некаков начин барем да го одбележиме кога веќе цел свет го почна да го одбележува. Ке ги очекувам, значи за вас ги доделуваме овие преубави чоколадца, едното во црвената. Па да, многу убаво, да логика, во црвената бојата на љубовта за Свети Валентајн и во плавата кутија за Свети Трифун. Тоа ви го подарува Марија исто така за вас, почитувани гледачи од се срце, така да ги очекуваме двајца да се јават. Меѓутоа, тука имаме и мощни интересен ваучер, многу убаво од твоја страна, навистина, прекрасен човек си. Тоа значи дека си прекрасен човек и со многу внимание, едноставно ти си седнала и си размислувала како сега нас да не изненадиш. Тоа е човечноста што ја имаш и ја поседуваш во себе. И затоа изработките се вакви какви што се. Имаме гледач, добро утро.
Добро утро, Слободанка. Носиш све поубави и подобри гости во студиото. Благодарам. Да во студиото. Поспособни и подпособни. И честитам на Маријана за годините што стварно млада, а така успешна. И убава. Па убава се гледа чим е млада, не може да не биде убава. Има прекрасна коса, можем да кажем, што не завидувам, што мене ми падна. Така да... Така да, свака и час што се определила на такви необични изведувања, работи, секој по нешто има некоја дарба, само треба да ја искористи и да сака да биде вреден. Па така да и пожелувам понатака уште нешто по-интересно да измисли и да направи по-убаво, чим толку е загреана за новитети. Па секако. Ви благодариме за убавите зборови. Подарокот за вас или што ќе направиме? Подарок како ми подарите, јас дарувам и сакам да ми даруваат. Знам дека сакате да дарувате и јас ќе ви подарам за Свети Трифун, затоа што на некоја помлада гледачка или гледач ќе оставиме срцата и за Свети Валентајн. Може така? Зашто да не може? Ете, благодарам на разбирањето. И благодарам многу што се јавивте и да ви кажам нешто, може се уште сте на телефонската линија. Добро, док ме слушате, ако без разлика дали сте или не сте на телефонската линија, исто гледачката, како наша редовна гледачка беше гостинка и донесе произведено сладко од дома. И јас ќе ви кажам дека мојот татко во текот на вчерашниот ден е кај нас. Беше воодушевен колку е сладкото превкусно, така да рецептот мора да го имаме. Така е пораката од моите родители до вас, рецептот мора да го знаеме за да видиме дали ние така ќе го подготвиме. А сега значи за изработките јас тука ќе замолам и од режија да ги погледнеме инсертите на она што барем како што кажав досега сме изработиле. Кога доаѓа најмногу инспирацијата? Еве сега ќе ми кажеш конкретно за инспирацијата, што размислуваш, е вака пријатно да ме изненадиш. Кажав ова е со многу внимание. Како му велам на колегата, жена е. Значи жената многу знае како да изненади и жена, нели? Така да уште еднаш голема благодарност. Еве да конкретно за овие подароци. За овие подароци, нели, кога веќе стапивме во контакт, сакав да биде нешто што ќе ви остави впечаток, сакав да ве... Преубав спомен. Да ви остане како спомен. И пред се, значи, тоа што го работам со голема љубов, значи, со желба. Се гледа. Да, сакам, значи, да го работам тоа и... Резултатот е нама се очигледно, да. Колку време ти беше потребно? Па, бидејќи имаме други, нели, обврски, така да, 2 дена ми беа доволни. Сепак краток е периодот, но затоа што сме искусни. Кога имаме повеќе, нели, работа, знам да седнам и навечер, па дури цела ноќ знам некогаш пред компјутер да застанам и да работам. Зависи некогаш идејата кога ќе ви дојде. Ке разговараме да го вклучиме гледачот во продолжение, затоа што ќе го добие за Свети Валентајн љубов ти си тука, каде што е моето срце. Господјата предходно за Свети Трифун, здравје, љубов, среќа, радост за многу години денот. Ајде, добро утро. Нека е за многу години и овој ден и секој ден. Добро утро. Добро ви утро, како сте? Добро утро, Васка на телефон. Како сте? Благодарам на прашањето. Одлично. Многу поздрав во студиото. Благодарам. За вас, многу ве бендисувам на господјата Марина. Не знам дали господица да Маријана, да, добро во ред. Гледам изработката нејзина многу убаво, прекрасно, значи. Така. Ме воодушеви од табале, гледам, значи, нешто не знам, невообичаени работи. А можете да замислите како ми е мене кога овие подароци се за нас? Можам да замислам и за вас, што ви поклон од вас, што го добивте. Така. Прекрасно нешто, да. И јас би сакала еве нешто да ми поклоните мене. Секако, ова оди кај вас за Свети Валентајн, црвената кутија. Веќе плавата ја доделивме, црвената кутија ќе ви ја доделиме за Свети Валентајн и... Добро, благодарам се. Тоа си е ваше. Ви имате поздрав, чао. Поздрав и од нас до вас, ви благодарам што сте со нас и што не следите. Меѓутоа, останува, еве, што правиме со ваучерот за следниот гледач.
Со овој ваучер може да го остварите оно што ќе го замислите, дури вредносен ваучер од 500 денари. Добро, толку добродушна си и во животот. Да прашам, јас морам вака да се чувствува тоа, веднаш да ти кажам. Тоа се чувствува по она што го на каков начин го подаруваме и што сме сакале да постигнеме. Значи, да. Оне гледа што ќе се јави во вредност од 500 денари ваучерот. Сега еве, имаме престојни празници. Сака понатака може за било која пригода, може да ми се јави, има и телефон, нели? Така. И ќе се договориме. Значи во вредност од 500 денари, она што ќе сака, што го има замислено или пак може да остави на мене, само да ми го каже поводот, јас ќе го сработам. Така да ќе го очекуваме следниот гледаш, меѓутоа тука режија ќе замолам, јас мислам дека ги имаме инсертите подготвено за да ги погледнеме во продолжение. Да, еве ги изработките кои во моментов Маријана ги гледаме. Значи, имаме тука изработки за разни свечености и убави моменти. Па и не мора да се денови на празници. Да. Можеме кога сакаме и што и да посакаме во моментот да подариме. Па дури и на ваков начин ученици, што беше тоа едноставно. Да, тоа беше повод минатата година, бидејќи така работам во... Ке кажеме и за тоа, да. Ке кажеме што работиме учителка. Да. Блазеси на тие дечиња што си им учителка. Јас веднаш и тоа да го кажам. Да, работам во училиште, во Кузма Шапкарев сум во Киселавода, така да минатата година со учениците бевме во посета на председателот и изработивме значи едно вино и чоколадца, значи ги направив како подарок во спомен за председателот. Секоја чест, на вистина. Еве, значи како што кажав, за разни свечености изработуваме флаши вина со пораки, доколку имаме желба некому нешто да подариме со наши лични пораки, сето тоа на многу едноставен начин го изработуваме, меѓутоа со многу љубов внесено за да изгледа вака како што можеме и да погледнеме во продолжение. Секоја чест едноставно, меѓутоа, како што кажавме, да и икони исто така, се. Што е она што, значи еве барем накратко. Ајде, да кажеме што изработуваме најмногу. Во последно време што се бара најмногу? Во последно време персонализираните подароци се најмногу она што се бара. Дечко на девојка имаш да и кажем, маживе изразуваат емоции на некаков начин те сака? Поредко. Да. Мажи. Но да, има, значи од секакви, да, повеќе, значи работам со тие персонализирани подароци. Така. Родендените исто така се дел од мојата работа. Честопати, значи има некој што си има замисла, некој па само ќе ми ја каже темата на роденденот и потоа јас седнам. И ти веднаш знаеш што е она што треба да го сработиш, така ли? Да. Преубаво. Еве, и гледачите имаат можност да ги погледнат твоите изработки во одушевување. Еве гледаш за да доделиме ваучер од 500 денари, како што кажа и нашата гостинка која изработува прекрасни изработки. Еве и за вас ке изработи нешто, да видиме за кого. Добро утро. Добро утро. Добро утро, како сте? Добри сме, вие како сте? Благодарам на прашањето и ние сме добри. Јас се надевам и дека вие тоа го чувствувате дека е така. Да, се чувствува на секаде во каде што. Така. Да внесеме енергија убава позитивна во вашите домови. Да. Вие сте добитник на ваучерот од 500 денари. Да. Како ќе го искористите, зашто ќе го искористите, тоа си е ваше. Да, фала многу. Вашето име само ќе може, ако може да се... Снежана. Добро. Добитник сте за нешто вакво преубаво и размислувајте што би сакале со ваучерот од 500 денари. Како Ќе ме исконтактира. Да, ќе ја исконтактирате, може и на Facebook страната. Да, на Facebook страната. Да, ми ексклузив, така? Да. Но и ваучерот може да дојде да си го потигне тука и твој телефонски број ќе оставиме. Така да едноставно е. Може и да дојдете во телевизија 24 по ваучерот и ќе оставиме телефонски број, ќе се контактираме, не е проблем. Да, а кај се наоѓа телевизијата? Телевизијата се наоѓа во Поранешна газела. Поранешна газела. Да. Добро, фала. Се најубаво. Благодарам, ви посакувам убаво утро и ги јас сум Годел ме поправија од режија. Добро, тука сме некаде во близина. Гледачката сигурна сум дека еве веќе ќе размислува што е она што би сакала да изработиш на неа.
Но и на сите оние други кои за престојните празници веќе ги имаме тука пред нас, достапна си каде? Значи каде може да те, еве како што и гледачката праша, да те контактираат за да им изработиш нешто преубаво? Да, значи може на мојата Facebook страна, значи Дами Ексклузив имам Facebook страна, има профил Дами Ексклузив и почесто и на мојот Facebook профил Маријана Лавдинова, значи така ми е Facebook профилот, така да секој нешто ќе посака може да ми пише и на Facebook. Така, желбите ги остваруваме. Да, желбите сите задоволни досега од изработките и воодушевени, сигурна сум како што бев и јас, како што сум се уште и во текот на денот ќе ме држи понатака затоа што ова е преубав спомен кој ќе го имам тука до телевизорот и ова е исто така изработка шишенцето од наша гостинка која беше во повозрастни години, меѓутоа убаво е кога јас имам спомени од моите гости. И повторно ќе ми бидете гости во за извесен период кога ќе имаме преубави празници па да подаруваме нешто на гледачите. Јас мислам дека и на ваков начин кога подаруваме нешто, можеби еве чоколадца во преубава кутија ставени изработени со преубава порака, може да разубавите како денот на некој. Нели? Се што е подарено од срце со љубов. Со љубов, изработено исто така. Учител, наставник, поточно сега наставник, кажавме дека си во основното училиште Кузман Шапкарев, веќе 9 години сум наставник. На кој оделение сега? Сега имам првачиња. Така, како се сноѓаме? Првачињата мои, да. Малечки се и така. Дали сте со две учителки или само едно? Така, моментално сум. Сега сум. Како е во образованието? Ајде малку и на таа тема. Кои се виновни повеќе, наставниците или родителите? Каде да ја бараме вината или со проблеми со кои што се соочуваме во последно време? Знаете, сега да има проблеми, тоа е, да. Немирни дечиња. Имаме или немирни дечиња, првачиња, се уште не се навикнати? Рекла немирни, може би имаме потемпераментни дечиња сега, но немирни нема. Но кога љубов тие ќе почувствуваат, мислам дека таму е она што треба да го бараме во образованието, затоа што еден наставник треба да поседува прво многу љубов кон децата, да ја сака работата, да ја сака својата професија и тие се двете оние нешта каде што мислам дека резултатот е прекрасен и одличен и веднаш видлив и кај дечињата. Ако не постапуваме кон нив со многу љубов или ако чувствуваат, нели чувствуваат, така да сигурна сум дека и постојат за жал наставници во одредени училишта каде што се фаворизираат дечиња, меѓутоа јас гледам дека тоа кај тебе воопшто не функционира така. Еднакви се сите и ги сакаме сите. Сите се исти, бидејќи повеќето време го поминуваме со нив, нели? Повеќето време со нив отколку со нашите деца дома, можам да кажам. Кога ги имате оние слободни часови, можеби да ги мотивираш и да изработат нешто. Да, работат. Значи знаат да се работат и тие креативни. Токму, нели, креативноста сега малку и ние наставнициве знаеме, нели, да обично сега, нели, кога ги правиме, например, сега пред Нова година правевме Елка или Снешко, може би не може да дојде толку до израз нивната креативност, бидејќи веќе ние ги насочуваме кон нешто што нешто да го направат. Но кога би им ставиле, нели, материјал, она што едноставно да ги натераме, нели, да ги натераме, нели, да имаат идеја своја. Нешто своја идеја, значи тогаш ќе видиме креативноста нивна. Резултатот, така. Зашто се одлучивме за наставник, за педагог, еве да кажам, педагошки? Не знам, тоа од мала, значи сакав да бидам учителка, нели. Се остварија со ништата, значи сепак желбата била од малиност. Да, мислам дека се тоа на што го сакате, ако навистина однатре го сакате, мислам дека се исполнува. Колку време сме во училиштето? 9 години сум. 9 години, па и тоа е исто така долг период. И сега правиме паралела покрај креативноста и изработките на вакви преубави нешта. Имаме и професија како наставник, меѓутоа се наоѓа време, доколку се сака, доколку се може, се наоѓа време. Ние говоревме во утринскиве часови за луѓе кои се јавуваат за зимски депресии, за меланхолија, за можеби некој се чувствува осамен, ја чувствува осаменоста, живее сам и така натаму. Меѓутоа и оние кои живеат во заедница истото може да го почувствуваат без разлика. Меѓутоа, колку ти помага, еве, конкретно ќе говориме за она затоа што можеби постојат гледачи кои не знаат дека поседуваат нешто креативно во себе, можеби да цртаат. Еве јас во некој извесен период
се пронајдов себе си дека може нешто преубаво да нацртам, па со боите едноставно знаев да ги комбинирам, па се пронајдов во слободно време да цртам. Значи, тоа е еден апел до сите оние кои може би или пак да читаат, да изработуваат нешто без разлика. Ме интересира колку тоа влијае позитивно на тебе кога изработуваме нешто. Го пополнуваме времето и немаме време да размислуваме за некои негативности. Да, едноставно некогаш и кога, нели, секој човек знае понекогаш, нели, нервоза или нешто така денот, знам, значи, да си седнам, некоја си идеја што ја имам во замислено, значи да се остварам, едноставно не размислувам на другите работи. Така е. Така да речем, негативното од мене излегува. Сега престојат празниците, имаме ли многу има, да. Побарувања за вакви убави изработки? Така. И јас тука ќе ти се заблагодарам што беше дел од Македонија денес, уште еднаш еве за овие преубави продароци, утринска програма Македонија денес со Слободанка Илиевска. Тоа ќе ми седи тука до мене, секогаш ќе го имам. Многу ти благодарам. Виното ќе го чуваме за Свети Трифун, затоа што е наменето за сите мои колеги, па ќе наздравиме за убаво заедно. Јас велам како повозрастните што се изразуваат. Подароците ќе ги имаат нашите гледачи кои ги доделивме. Ако сакаш уште нешто плюс да ни кажеш што се однесува, еве кажавме, еве за крај може и да подсетиме уште еднаш дека може да те контактираат на твојата Facebook страна. Значи Дами Ексклузив, профилот ми исто така Дами Ексклузив и на мојот Facebook профил Маријана Лавдинова. Така да може, значи слободно нека ми пишат. Маријана, златни рачиња, златни раце имаш. Благодарам на поканата. Преубаво изгледаш, ти посакувам уште долги успеси во професијата, да имаме дечиња да ги насочиме кон правиот пат, да им го делиме знаењето и да ги сакаме, нели, пред се, затоа што тие се нашите идни генерации кои треба да ги насочуваме тука да останат, како велиме, нели? Да. Така да, благодарам што беше дел од Македонија денес, ти посакувам и многу успеси во оваа професија која што си ја одбрала исто така за изработките, нека има многу и биди креативна секогаш како што и си. Па се гледаме во некоја следна прилика. Се гледам.